Добро вечер. Започнува дневникот на Канал Плюс. Еве дел од содржините. Во завршна фаза е поставување на нова водоводна, канализациона и атмосферска линија на Штипската улица Христијан Карпош. Градоначалникот на општина Берово најавува изградба на нова автобуска станица. Ова е значаен проект за граѓаните на општината и сите посетители. Започна сеидбата на ориз со зафаќање на водите од Оризарска река во Оризари, а од понеделник сеидбата ќе започне и во Кочанското поле. Утре е Томина недела, првата недела по христијанскиот празник Великден, која се празнува во чест на светиот апостол Тома. Сите верници овој ден го одбележуваат со посета на манастирот Света недела во Штип. Првата недела по големиот христијански празник Великден се вика Томина недела и е посветена на светиот апостол Тома. Кога се јавил Господ Исус Христос на воскресението, во тие моменти апостол Тома не бил. И кога му кажале дека го виделе Христос жив, тој не поверувал и рекол: се додека не ги допрам рацете, раните на раците и нозите од телото Христово, нема да поверувам. А според нашата вера, блажени се оние кои не виделе, а поверувале. И затоа токму на тој ден го славиме Томиното неверство, за да и ние поверуваме, а не да бараме докази за Бог. По повод празникот во манастирот Света недела ќе се одржи црковно-народен собир со света литургија со почеток во 8 часот наутро. Веднаш по светата литургија ќе настапат играорни групи од Република Македонија со културно-уметничка програма. Трудиме се да го фанеме целиот регион тук во државата, почнувајќи од Битола. Претежно садно повикуваме десетина ансамбли. Еве новитет ова година нека биде, како би се рекло така, како новитет се трудиме да и наложиме на гостите да дојдат со првите ансамбли. Што значи дека сакаме да го малку подигнеме квалитетот на повисоко ниво. Секоја година посетеноста на оваа манифестација е голема. Ни непогодните временски услови не можат да ги разубедат верниците за да го посетат манастирот Света недела. И оваа година организаторите се сигурни дека посетеноста ќе биде голема. Во завршна фаза е поставувањето на нова водоводна, канализациона и атмосферска линија на Штипската улица Христијан Карпош. Јавното предпријатие ИСАР во договор со градоначалникот на општината Илчо Захариев ќе им ги решат проблемите на граѓаните преку овој проект. Согласно програмата на јавното предпријатие ИСАР и градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев, во завршна фаза е поставувањето на нова канализациона, атмосферска и водоводна линија на улицата Христијан Карпош во должина од 400 метри. Значи веќе 80% од работите се завршени, че во скоро време ќе се пристапи кон асфалтирање нова улица. Сакам да најавам дека 16 улици во општина Штип ќе бидат реконструирани со водовод, канализација, атмосферска и ќе бидат асфалтирани до нова година. Така да апелирам до граѓаните да бидат трпеливи, бидејќи повеќе улици ќе бидат затворени. Веднаш од овде одиме на улица Вардарска, каде што ќе пристапиме кон местење на канализационен водовод и атмосферска канализација. Потоа преминуваме улица Сремски фронт и некои други улици кои што се предвидени согласно програмата, ќе бидат комплетно реновирани, комплетно реконструирани, така да до нова година, кажи речи 90% од улиците ќе бидат асфалтирани во општина Штип. Ставување на нова канализациона и водоводна линија ќе се намалат загубите на вода. Едноставно, сите проблеми на граѓаните со оваа улица трајно ќе се решат. Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија денеска ја објавија 22-та бомба. На пресконференцијата која се одржа во малата сала во Домот на културата Ацо Шопо во Штип, тие излегоа со нови аудио снимки поврзани со политички функционери од Штип. Во 19 часот на градскиот плоштад Слобода одржаа митинг.
Денес во 12 часот напладне представници на опозицијската партија Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поставија информативен штанд со цел подобро запознавање на граѓаните со досега кажаните бомби. Но и покрај нивната цел, сепак граѓаните не беа доволно заинтересирани, со што и посетеноста не беше голема. Во 14 часот во малата сала на Дом на културата Ацо Шупов, председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија доктор Владко Милошевски во штип ја објави 22-та бомба, на која беа присутни околу 100 членови на опозицијската партија. Денешната бомба опфати разговори од функционери и бизнес елитата во Штип. Покрај заинтересираноста на присутните во салата за дознавање на новата бомба, исто така тие очекуваа дека бомбата ќе ја изнесе председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев, но тој присутните не ги почести со неговото присуство. На објавената нова бомба на СДСМ, владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ со реакција за кажаното на социјалдемократите вела дека објавените аудио снимки на СДСМ не ја покажуваат вистината. Владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ на денешната бомба на социјалдемократите со демант во писмена форма реагираат за обвинувањето на користење на Универзитетот во Штип за партиски потреби, заместејќи изборни малверзации и вработување партиски лица. Денешната пресконференција е доказ за пакоста која сакат да ја направат, нивната непродуктивност, но и отвореното манипулирање. Раскажувачот Заев и неговите клонови по градовите пуштаат креирани, сечени, лепени и прелепувани монтирани материјали кои самите по себе не докажуваат ништо, велат од владеачката партија. ВМРО-ДПМНЕ вела дека објавените аудио снимки на СДСМ не ја покажуваат вистината. Сработеното од нивна страна досега покажа само манипулација, лажење, работи кои штитат на државата како и на интересите на граѓаните. Плод на ВМРО-ДПМНЕ се докажаните проекти, зголемувањето на пензиите, зголемената социјална помош како и странските инвестиции, кои се резултат на отворање нови работни места како и многу други проекти. Сметаат дека на крајот СДСМ ќе се памети по штитата која ја предизвикала со таквото свое однесување, а граѓаните ќе ги ценат делата и проектите поради кои оваа влада обстојува и ја има довербата. Оризарското и Кочанското поле спремни за сеидба. Од денес во Оризарско започна сеидбата на ориз со зафаќање на водите од Оризарска река, а од понеделник сеидбата ќе започне и во Кочанското поле. Убавото и сончево време земјоделците во Кочанскиот регион го користат за подготовка на нивите за сеидба на оризовата култура. Според информацијата добиена од Водостопанство Брегалница, подготвени за сеидба се по линијата во Оризарско и Кочанско поле. Од сабота во Оризарско ќе започне сеидбата на оризот со зафаќање на водите од Оризарска река, а од понеделник и во Кочанско поле. Акумулациите Калиманци, Градче и Мавровица се на прелив и подготвени ќе ја пречекаат наводнителната сезона во регионот. Како по традиција, како секоја година, значи прво ќе се зафаќаат проточните води на река Оризарска, и за наводнување на површините во областа на населеното место Оризари, на барање значи на водокорисниците доставија писмо до Водостопанство Брегалница и земјоделците од тој регион посакаа водата да ја пуштиме на 18 април. Водостопанство Брегалница е спремно, на тој дел веќе каналите се изчистени во малото, во големото поле, во Оризари. Кај Прибачево веќе завршуваме денес и останува уште еден мал дел, значи кај Грдовци да го завршиме. Сакам да кажам дека на земјоделците на кои што имаат ниви на територијата на општина Кочани, односно поранешна водна заедница Кочани, дека водата треба да очекуваат негде после понеделник. Сега се санират и секундарната мрежа за наводнување се санира, значи се крпат сите тие каналетки, дека има скршено се заменува за други каналетки, за да нашите водокорисници добијат добро наводнување, односно добијат вода навремено да си ги
посеат површините со ризова култура. Под ориз во регионот годинава се планираат да се насејат над 4000 хектари, од кои само во Кочанскиот регион 2500 хектари. Институтот за ориз од Кочани препорачува за сеидба да се користат проверени сорти на ориз, кои не се изродени и даваат квалитетни приноси. Владата започна проект преку кој ќе субвенционира компании за отворање на 10 специјализирани продавници на вино. Една од нив е отворена во Штип со понуда на повеќе видови вина. Како земја на виното, Македонија е истовремена и многу стара и многу млада и има богата винска историја. За зголемување на промоцијата на македонското вино, произведено од 81 винарија, како и за зголемување на туристичката понуда и отворање нови работни места. Владата пред една година започна проект преку кој ќе ги субвенционира компаниите да отворат 10 специјализирани продавници за вино. Една од нив е отворена и во Штип, со понуда на повеќе видови на вина. Во моментот овде располагаме со над 100 различни сорти на вино, тоа е 100 типови на вино. Соработуваме со 18 винари од цела Македонија, на најголем дел се од Тиквишкиот вински регион, имаме и од Павардаријето. Голем успех за македонските винари, еве имаме неколку винари кои што имаат добиено доста златни медали на саемите широм светот. Веќе познати светски саеми за вино. Имаме вина што имат добиено по 4-5 златни медали, освоено втори, трети места. Идејата за отворање на ваква специјализирана продавница е да се подигне културата на виното во градот, односно штипјани ќе имаат можност да купуваат убави вина за себе, но и за некои посебни пригоди. Па секој вино си има своја идеална температура на служење. Така, например, белите вина се служат на температура од 12 до 14 степени, црвените вина се служат на температура од 16 до 18 степени. Исто така има зависност со каква храна планирате да го конзумирате виното. Виното е популарен и важен пијалок кој придружува и разубавува широк спектар на европски и медитерански кујни. Виното е важно во храната не само за неговата вредност како пијалок, туку и како представник на вкусот, правенствено во сосови готвење, бидејќи неговата киселост дава баланс на хранливи солени или сладки јадења. Градоначалникот на општина Берово најавува изградба на нова автобуска станица. Ова е значаен проект за граѓаните на општината и сите посетители. Ќе добие ли општина Берово наскоро нова автобуска станица? Имено доколку општината го измени новиот генерален урбанистички план и во скоро време се најде инвеститор на десниот дел на кејот на реката Брегалница во централното градско подрачје, ќе се отпочне со реализирање на проектот за изградба на новата автобуска станица, истакна градоначалникот Драги Наџински. На Берово е потребно да се обнови новиот генерален урбанистички план, тоест и самиот опфат да биде проширен, зашто сакам да кажам дека тука се опфанети и новите индустријски зони за лесна индустрија. По течението на река Брегалница, левиот дел од кејот на река Брегалница треба да отпочнеме што побрзо да го дозавршиме до здравствениот дом, тоест до мостот на здравствениот дом, зашто таму и не се предвидени некои други градежни активности. А другата страна, тоест десниот крак на кејот на река Брегалница, мислам дека треба да исчекаме, сме во очекување на реализирање на изградба на нова автобуска станица. Кејот на реката Брегалница во централното градско подрачје во Берово минатата година беше успешно реконструиран со финансии од Европската унија во рамки на ИПА програмата за прекугранична соработка. Така да за граѓаните кои сакаат слободното време и летните топли часови да ги поминуваат покрај река Брегалница, мислам дека тоа ќе го возможиме по левата страна на кејот, а се надевам дека ќе се изнајде инвеститор да може да биде реализирана и другата страна. Во завршна фаза е изградбата на двата значајни објекти, ново изградената капела и домот за сместување на стари лица.
Инаку општина Берово е позитивен пример во државата за користење на средства од предпристапните фондови на Европската Унија. Педесет и 4 години од своето основање одбележува Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Илчево. Јубилејот беше искористен за сумирање на досега сработеното од проектот за социјална кохезија, кој се реализира со училиштето Кузма Шапкарев од Благоевград, Република Бугарија. Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево одбележа 54 години од своето постоење. Директорот на Делчевската гимназија Билјана Петровска во свој одговор пред присутните истакна дека приоритет на училиштето е решавање на проблемите кои секогаш ги имало и ќе ги има и во иднина преку успешно менаџирање на патот кон иднината на ученикот, кој може да се трасира само со најквалитетно и најдобро образование во рамки на воспитно-образовниот процес. Знам дека ќе биде дадено најквалитетното и најдоброто образование и за таа цел ние сме подготвени и ќе се подготвуваме и надоградуваме секој ден, секој во својот домен на действување и надлежности. А проблемите кои ќе ги има, ќе ги решаваме на најбрз и најбезболен начин за доброто на учениците и на сите нас и на градот Делчево. Во рамки на јубилејот 54 години Средно општинско училиште Методи Митевски Брицо беа сумирани резултатите од меѓуграничниот проект за социјална кохезија помеѓу Делчевската гимназија и училиштето Кузман Шапкарев од Благоевград, Република Бугарија. Активностите во однос на градбата се во завршна фаза, односно при крај. Може да се види дека се работи на фасадата и внатре се работи на уредувањето на училниците. Независимо че ние сме водещи партньори по проектот. Независно од тоа што ние сме водечки партнери во проектот, додека вие изградивте 5 училници овде, ние веќе преструктурировме 5 клубови во Благоевград, а воедно изградивме и конструкцијата на нашиот спортски терен. И изградихме конструкцијата на наша спортна площадка. Помеѓу учениците од двете училишта беа одржани надпревари на тема екологија и бизнис и предприемништво. Инаку во рамки на свеченоста за одбележување на патрониот празник на Делчевската гимназија беа представени 10 најдобри ученици од 4-та година кои што и годинава благодарение на одлука на Советот на општина Делчево и градоначалникот како награда за своето 4-годишно залагање во образованието ќе добијат наградно патување низ Европа. Во продолжение на дневникот следуваат вестите од светот, веднаш по нив се вестите од спортот. Во Бандунг, Индонезија, во четврток ќе започне голем меѓународен собир во знак на одбележување на 60 годишнината од првата Азиско-африканска конференција, на која ќе учествуваат најмалку 45 шефови на држави од двата континента. На тридневниот Азиско-африкански самит ќе биде усвоена резолуција за целосно признавање на палестинската држава. Во самоубиствен бомбашки напад во источниот афганистански град Џалалабад загинаа 33 лица, додека стотици се ранети. Бомбашот самоубиец детонирал експлозив поставен на својот моторцикл, а целта била луѓето кои во редица стоеле пред филијалата на банката Кабул да ги подигнат своите месечни приходи. Некоординирани действија на градежната бригада доведоа до експлозија на гасовод во градот Њујорк, Калифорнија. Како резултат на пожарот се повредени 15 лица. Експлозијата на гасоводот и палење на природниот гас во воздухот придонесе за издигање огнен столб со висина од 60 метри. Инцидентот се случил во близина на автопатот 99 и железничката линија. Во овој регион движењето е забрането. Француската конзервативна унија на народното движење, која извојува победа на последните департмански избори во Франција, се подготвува да го промени името, со цел, како што најави нејзиниот лидер Никола Саркози, да се обнови. Припадници на милитантната група Исламска држава почнале да издаваат лични карти и административни документи што го носат нивното име за жителите на Рака, која е нивно упориште во северниот дел на Сирија. Денес започнува 25-тото коло во првата македонска фудбалска лига со надпреварите помеѓу Пелистер и Тетекс и работнички Шкендија. Откако го совлада Пелистер на домашен терен и освои плюс 3 бода, Брегалница утре ќе ги одмери силите со Металург во Скопје.
Брегалница продолжува максимално со истото темпо на добра игра, односно бегство од оние места кои водат до испаѓање од првата лига. Металург по мене е екипа која што игра, посебно ја гледав последната нивна среда со Шкендија, значи беше екипа која што водеше 1-0, се сврти резултатот 2-1, меѓутоа брзо изедначија 2-2 и после тоа има една 200% шанси. Се работи за една екипа која што во своите редови има репрезентативци кои што се и во репрезентација потенцијални и се повикани на една-две среда, посебно Радевски, и се работи за младински репрезентативци, значи тие младински репрезентативци исто така, младински репрезентативци се во составот на Металург и tekako важна алка во нивната игра. Играат многу дисциплинирано, многу се борбени, со огромна желба за секој надпревар, бидејќи повеќето од нив сакаат да се фермираат на прволичката сцена, со многу дисциплинирана игра, со многу борба, со многу трка се спротивставија на Шкендија и мислам дека не е мала работа да постигнат 2 гола во Тетово и да дојдат до нерешен резултат. Она што ние треба да го градиме како клуб, значи мора исто таква дисциплинирана игра да задржиме и мислам дека можеме да дојдеме до позитивен резултат и на тој надпревар, а позитивен резултат за нас секако било да продолжиме со ова работа, да останеме непоразени. Во рамките на 25-тото коло денес со почеток во 16 часот Пелистер ќе игра против екипата на Тетекс, а Работнички против Шкендија. Веќе утре Вардар ќе ги одмери силите против Ренова, а Хоризонт Турново ќе биде домакин против Силекс. Најдобриот тенисер во светот Новак Ѓоковик го победи Надал со 6-3 во полуфиналето на Мастерот во Монте Карло. Фантастичен надпревар помеѓу двајца најдобри тенисери во светот на полуфиналниот надпревар во Монте Карло. Денешното финале пред финале, како и што се очекуваше, започна одлично за Надал, кој веќе во првиот гейм направи брейк и на брзина поведе со 0-2, но тоа беше се што Надал успеа да стори на ова полуфинале. Ѓоковик израмни на 2-2, а потоа го победи сетот со 6-3. Во вториот сет се играше изравнето се до 3-3, кога Новак направи 2 брейка во низа и стигна до заслужена победа на овој меч. Ова досега е 43-та средба на дуел помеѓу Новак и Надал. Утре во 14 часот и 30 минути е финалниот надпревар помеѓу Ѓоковик и првиот финалист Томас Бердих. Чешкиот тенисер Томас Бертих е првиот финалист во Монте Карло, откако во полуфиналето оствари победа по ништо повеќе од 1 час игра, во 2 сета над Геал Монфил со 6-1 и 6-4. Победникот на турнирот во Монте Карло оваа сезона ќе добија 1000 АТП бодови и награда од 628.100 евра. Ова беше се во дневникот на Канал Плюс. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.